6-та недела, почеток на февруари. На пат сме на кај точката која го означува почетокот на пролетта. Земјата и другите планети кружат околу Сонцето, но со различна брзина. Можеме да ги видиме само оние кои се подалеку од Сонцето. Меркур и Венера најчесто се прикриени од сончевиот сјај, исто така и Јупитер кој е на другиот крај од сончевиот систем. Од Земјата Јупитер не се гледа кога е во линија со Сонцето. Сатурн во аголот е далеку од Сонцето и видлив е цела ноќ. Истото важи и за Марс. Црвената планета е сега наспрема Сонцето. Кога гледаме од Земјата, за ориентација го користиме хороскопот. Хороскопот е замислен појас на небесниот свод со соцвездија во позадина на планетите. Планетите не се видливи ако поминуваат пред соцвездието кога и Сонцето. Тука се во Јарец. Преку ден не можеме да ги видиме бидејќи се блиску до Сонцето. Кога Сонцето ќе зајде, позади хоризонтот исчезнуваат и тие. Ноќе, планетите што се оддалечени од Сонцето можат многу убаво да се видат. Земјата продолжува по својот пат, а Сонцето како да оди низ хороскопот. Преминува од Јарец во соцвездието Водолие. Десно е Марс, кој е побавен од Земјата. Секои 2 години го стигнуваме и пристигнуваме. Од левата страна е Венера, која патува побрзо од нас. Меркур е најблиску до Сонцето и патува 2 пати побрзо од Марс. Колку е планетата поблиску до Сонцето, побрзо кружи околу него. Оддалечените планети се побавни во своите орбити: Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Пред 400 години, кога телескопот се уште не бил измислен, данскиот астроном Чико Бра го измерил патувањето на планетите. Чико Бра направил голем меридијански квадрант и секоја ноќ ги означувал часот и минутата на поминувањето на планетите и звездите. Во средниот век се верувало дека Земјата е центарот во Вселената. Тогаш Никола Коперник дошол до генијална идеја. Земјата не е центарот на Вселената, таа и планетите кружат околу Сонцето. Чико Бра не му верувал. За среќа му ги покажал белешките на Јоханес Кеплер и таа средба го променила светот. Знаејќи ја Коперниковата теорија и со помош на бреевите мерења го пресметал движењето на планетите. Планетите се движат околу Сонцето, но по елиптични орбити. Земјата и планетите се движат побрзо кога се поблиску до Сонцето, а побавно кога се подалеку. За исто време поминуваат подолг пат од левата страна, како и пократок од десната страна. Широкиот краток дел е еднаков на долгиот тесен дел. Кеплеровото откритие овозможило да се одреди најдобрата патека за патување до месечината и Јупитер. Нашиот календар исто така зависи од Кеплеровите закони и променливата брзина на Земјата. Колку сме поблиску до Сонцето, побрзо патуваме. Тоа влие на нашето патување околу Сонцето. Сега сме малку поблиску до Сонцето. Земјата забрзува и предничи. Во лето, Земјата е подалеку од Сонцето, па забавува и доцни. Пролетната рамноденица е на 20 март, а есенската на 23 септември. Земјата доаѓа во есенска рамноденица 7 денови подоцна. За летната половина од орбитата на Земјата и треба 7 денови повеќе отколку за истото растојание во зимската половина. Кеплеровиот закон не е апстрактен поим за астрономите, туку директно влие на нашиот календар. Моментално сме тука, на почетокот на распоредот. Од прилика на секој 2 години Марс не оди како другите планети. Почнува да оди наназад. Обично се движи напред во однос на хороскопот.
Гледаме како Марс ги поминува близнаците, ракот и лавот. И се упатува на кај девица, а потоа изненадно се враќа на кај лавот. Во времето кога се мислело дека Земјата е центар на Вселената, луѓето по однесувањето на Марс се смислувале сложени теории, но не успеале да го објаснат обратното движење. Коперниковото откритие го дало едноставното објаснување. Земјата и Марс се вртат околу Сонцето, но Земјата е побрза и го престигнува. Тогаш ни се чини дека Марс оди наназад во однос на звездите. После 2 месеца Марс се враќа во вообичаеното движење, кое всушност не се именувало. После 2 години и 2 обиколувања околу Сонцето, повторно го сретнуваме Марс и го престигнуваме. Земјата полека го стигнува Марс и кога почнува да го престигнува, Марс се поместува наназад во однос на хороскопот. Кога го престигнуваме, Марс повторно се движи напред. Благодарение на Коперниковото откритие, знаеме дека Марс кружи околу Сонцето и не прави јамки. Секој месец месечината при кружењето околу Земјата се израмнува со Сонцето, тогаш е млада месечина. Младата месечина донесува плима. Месечината ја привлекува водата од океаните и прави испупчување на таа страна. Секој ден месечината поминува 50 минути подоцна и плимата почнува 50 минути подоцна од претходната. Кога месечината се израмнува со Сонцето, тие привлекуваат заедно во ист правец и тогаш настанува пролетната плима. Зошто имаме 2 плими дневно, кога месечината поминува само еднаш? Земјиниот центар на гравитација не е на истото место, како во системот Земја-Месечина. Првата плима на соларната страна ја предизвикува месечината. Во исто време на спротивната страна од Земјата настанува друга плима поради центрифугалната сила. Освен тоа, месечевата патека е елиптична. Некогаш месечината е поблиску, а некогаш подалеку. Колку е поблиску, плимата е поголема. Кога месечината е најблиску до Земјата, а воедно е и млада, настанува најголемата плима во годината. Понекогаш е поголема и од плимата за времето на рамноденица.